Глобален. Го најавувам вториот блок реклами, а потоа заклучоците на моите соговорници. Дали изолација на проблематичните, колкави се казните, кои се новите протоколи кои ги подготвува државата за неодговорните родители, се тоа по рекламите. Конфликтите доаѓаат како резултат на препукување она што го слушаме од политичките партии кои не внимаваат доволно на говорот на омразата, на јавните медиуми. Ако би требало да направите некаква пирамида на што се влијае. Значи, Пирамидата секогаш е одговорност на родителите број 1. Тука не можеме да ги амнестираме родителите од одговорност. Значи, говорот на омразата може да биде и дома. Ако не се не се комуницира на соодветен начин дома, детето го превзема моделот на родителот. Значи, ако наставникот, психологот, педагогот не превенира насилство или поддржува таков тип на комуникација, детето го зема моделот на воспитувачот. Моделот може да биде и медиумот исто така. Значи, детето се идентификува и има потреба да ја оправда улогата на главен јунак, посебно кај на агресивна структура на деца, кои на тој начин пополнуваат празен простор во однос на дисфункционалност, неисполнетост во образование, недоволна посветеност на образование и така натаму, а вклучително и интернетот. Јас сум запрепастен кога ќе појдам на родителска средба и кога класниот раководител едноставно ќе говори само за оценките и успехот, а никако не говори за конфликтите и насилствата кои се случуваат секојдневно како појава. Ниту ја презема одговорноста, ниту ги повикуваат родителите од страна на психологот, педагогот, што се случува во училиштето, евентуално да се направи еден здружен обид на комуникација меѓу двете, трите страни, за да се превенира насилството, зашто насилството според нашите истражувања е секојдневно. Значи 2/3 од децата велат дека секојдневно има насилство, вербално, психичко и физичко во училиштето. Што со тие деца? Има многу проблематични деца дефинитивно во училиштата. Помалку или повеќе, меѓутоа дефинитивно ги има. Велите има различни облици на насилство кое што се случува врз децата. Како со тие деца? Меѓутоа има и тврдења дека родителите, конкретно на тие проблематични деца воопшто и не доаѓаат во училиште. Знаете, концептот на удирање на стапче по раката кој беше во изминатото време, и силна почит или страхопочит, како велат, кон наставникот како авторитет, веројатно се изместени од контекстот со заговарање на човекови права на деца и така натаму. Иако нашата заложба за заштита и одбрана на правата на децата не значи и децата немаат обврски. Што да направиме? Да ги осудиме? Да ги изолираме? И до кога ќе ги држиме изолирани? Што ќе се случи кога ќе ги пуштиме после? Кога они знаат дека веќе били изолирани од општеството, дека веќе се означени, ја не знам што ќе биде последицата. Дури ме плашат такви последици. Мора да се градат партнерски односи помеѓу родителите, наставниците, ако сакаме да били училиштето воопшто, ако сакаме да постигнеме подобри, да речам, подобро да имаме подобро социализирани деца и да обезбедиме нивни правилен раст и развој. Едноставно отсуство на комуникација и недоволна меѓусебна информираност за одредена состојба доаѓа до можност за потенцијален конфликт. Ако во едно училиште не знаел класниот психологот или педагогот дека има организирани тепачки, дека има насилство, дека децата едноставно не пријавуваат насилство, тие нас не се жалат, велат, не доаѓаат, не ни пријавуваат насилство. Нашиот одговор е исто како и SOS телефонот. Децата не веруваат во институционална заштита, затоа што прво не се сигурни дека нивниот интегритет ќе биде заштитен како анонимен дојавувач кај психологот, педагогот, не сака да бидат препознаени пред своите другарчиња дека дојавиле одреден случај, а ниту пак има систем на сигурна заштита на таквите дојавувачи од страна на институциите. Значи, тие се спори во реагирање, недоволно ги заштитуваат децата, не само жртви, туку и сведоци. А ако едно дете кој е жртва и неговото другарче кој е сведок не го пријави насилството на време, тогаш многу едноставно може да се очекува дека следна жртва може да биде тоа дете што било сведок. Училиштето ние, искрено да ви кажам, ја лично го доживам како воспитно запоставен систем кај што децата ни учат,
а немаме никаков повратен ефект од аспект дека не само што ќе ни бидат образувани децата и ќе ни биде загарантирана безбедноста, туку едноставно со завршување на училишниот час едноставно сите се исклучуваат структури во менаџирање на проблемите со кои децата се среќаваат. Она што мораме да го направиме е во еден дел, како што реков, почнавме да го правиме, тоа се измените на законите за основно и средно образование кои што ги донесовме, во кои што предвидовме родителски школи и токму ваквите ситуации да бидат третирани. Развивме веќе протоколи за советување на родителите од страна на психолозите, од страна на стручните служби во училиштето и развивме и исти такви протоколи за советување на учениците. Советувањето на родителите ќе биде групно, а советувањето на учениците ќе биде поединечно, во некои случаи можеби и групно. Тоа се мерки кои што мораме да ги преземеме од психолошки аспект. Значи мораме да делуваме на тие деца. Да во тие мерки, во тие протоколи се предвидени типови на родителство, како родителите треба да постапуваат со своите деца, како да ги одгајуваат од една страна, меѓутоа и еден добар дел е посветен на комуникацијата, како родителите треба да комуницираат со децата. Јас ќе се согласам со вас, веројатно не сум ги видел тие се добри програми и добри законски решенија или упатства, меѓутоа знаете, имаме закон за забрането пушење, па во речиси во сите кафеа не се пуши. Односно, што сакам да кажам? Она што се соочуваат наставниците. Значи, не е дека тие немаат механизми како, меѓутоа велат родителите на проблематичните деца апсолутно не сакаат да дојдат да комуницираат. Точно. Вие имате одличен протокол, еве и одличен одим, меѓутоа како ќе ги донесете родители? Со казна. Тоа го предвидовме во законот. Тоа беше една од клучните работи кога ја правевме реформата. Што констатиравме? Констатиравме дека најчесто на родителските средби изостануваат оние кои што се најпотребни на тие средби. И затоа рековме, тогаш училиштето, психологот ќе го повика на советување родителот. Доколку родителот не дојде, предвидена е глоба од 200 евра. За родителот кој што не дошол на советување, доколку дојде, ние не можеме да го казниме за родителот затоа што неговото дете покажува асоцијално, антисоцијално однесување, неетички, неморално или чувствува во тепачки или други форми на насилство. Меѓутоа имаме обврска како општество да реагираме и да се обидеме заедно со родителот да го спречиме ова, затоа што она што денеска нема да го спречиме, утре прогресира многу негативно. Затоа што велат обично нема проблематични деца, има проблематично однесување на децата. Меѓутоа, пак се сведува на родителот колку тој ќе влијае, па потоа доаѓа нели општеството, системот и меѓутоа клучна приказна е родителот. Родителот е клучната, основната клетка. Значи, знаеме дека и основна клетка е семејството. И тука родителот е тој кој што мора да ги држи работите во контрола. Мора да комуницира со своето дете. Мора да биде заинтересирано за неговата едукација, за неговото воспитување. Еве, ако можеме и отворено да збориме, кога некој ќе направи определен престап или нешто што е неморално, неетички, никој не вика овој нема училишна култура. Сите вика овој нема домашно воспитување. Она што дома може да се даде или она што дома може да се пропушти, многу тешко може да се надомести на училиште. Колку училишните установи ја изгубија, можеби повеќе ја задржа она образовна димензија отколку она воспитна? Да, се сврте се можеби на едукацијата, а се занемари воспитната компонента. Занемарувањето на воспитната компонента доведува до оваа морална ерозија во општеството. И затоа се свртевме кон тој дел и ги направивме овие измени на законите кои што предвидуваат една ваква реформа. Паралелно со ова. Значи, ова не може да биде единствена реформа. И она што најмногу ме загрижува во оваа реформа и што многу коментираме со професорите и од универзитет, меѓутоа и практичари од основни и средни училишта со кои што работевме, е дека со ова ние, и тоа е погубно да го признаеме, нема да постигнеме подобрување на ситуацијата. Она што сакаме, што најмногу можеме да го постигнеме со сите овие мерки, е да не дозволиме негативно да прогресира. Значи, тоа е она што не боли. Преземаме реформа, а знаеме дека подобрување на ситуацијата нема. Значи, да не дозволиме да прогресира негативно, да не дозволиме Бразел да се случи во Македонија, да дојде ученик кој што е повлечен, кој што го знаат сите како мирен, да извади 2 пиштола и да утепа 12 свој соученика. Тоа е она што не сакаме да дозволиме да се случи. Добро, тоа не, меѓутоа ние ги имаме тепачките од времето, ги имаме емоции, не знам, целиот тој пакет со автобусите, па ги имаме со носење на оружје. Мислам дека за тоа не треба премногу се размислували воопшто на концептот на образование, односно прво како да се врати авторитетот на наставниците. Дефинитивно е загубен. Значи имаме од една позиција, значи доаѓам јас од
семејства кои што не функционираат, нефункционални, тоа е едниот аспект, а другиот аспект имаме од позиција на моќ. Татко ми е голема личност, Да. и кој си ти мене? Сега ќе видиш што ќе ти направи татко ми. така. Тоа е вака една многу расширена работа. И заради тоа ги предвидовме тие законски измени со кои што рековме дека мора да се почитува авторитетот на наставникот. Како тоа го осигуравме, повторно кај нас мора да се осигура, предвидовме глоба од 1500 евра за родител кој физички и психички малтретира наставник. Пред 20 на години ние донесовме и во законите ги вградивме Европската конвенција за заштита на човекови права и заштита на детето, кај што кажавме дека се забранува физичко и психичко малтретирање на децата. Тоа отиде до таму се вулгаризираше и отиде во сосема друга крајност, да децата се неприкосновени и дури не сме да им се повишени тон, како се вели тоа. Сега, за тоа да го промениме и рековме не, покрај тоа се забранува и физичко и психичко малтретирање на наставникот и овие промени ги едногласно ги утврдивме во парламентот и од позицијата и од опозицијата. Уште една работа што мислам дека исто така суштински на тероризирани деца и ако може под наводници да ги кажам проблематични или тие кои што тероризираат. Како да ги разграничиме? Јас имав пред некој ден една изјава во која што во тие разговори со овој комитет, со тие психолози со кои што постојано и ние се сретнуваме, ова е постојано тело, ја предложив оваа варијанта на изолација. Ние, знаете, имаме закон за малолетничка правда. Таму се предвидени мерки, таму се предвидени посебни заводи, таму се предвидени воспитно-поправни домови, во заводите може од 6 месеци до 3 години да престои. Не, затоа што обично до сега идеше во ово училиште, се тепале, ќе го префрлиме во друго училиште. Значи само го префрламе проблемот, не го решаваме. Само го префрламе проблемот. Затоа тука треба да почне да стапи на сила тој дел на доследно имплементирање на законот за малолетничката правда. Заради тоа и ќе предложам, тоа е следно нешто на кое што работам, во една информација на влада се формира мешовит комитет помеѓу Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за правда, во кој што ќе овозможиме овој закон за малолетничка правда многу подоследно да се спроведува. Значи, тука под надлежност на Министерството за труд се тие установи кои што ги изгрижуваат. Министерството за правда е надлежно за судството и за правосудниот систем, а Министерството за образование е за едукацијата. Мислам дека овој комитет треба да даде одговор на овој тип на проблеми, затоа што проблемот, како што кажавте, тој ние го констатиравме, не е решен ако се премести од едно во друго училиште. Еден од напаѓачите е токму таков случај, бил преместуван во 2 или 3 училишта предходно. Значи, што сме направиле? Ништо. Да, потребно е, нужно е вклученост на сите, родители, деца, наставници, експерти, институции, без политички поени, бидејќи за едината станува збор. Само така, заеднички сработено можеме да направиме исчекор кон мирот, успехот и спокојот. Гледајте репризата на Сител.мк и на нашиот блог, ние магазин blogspot.com. Многу среќа и останете во контакт со нас.